Здраво, дечки! Ова е второто продолжение од моето префрлување од автомобили на мотори. Се шалам, тоа нема да се случи, но го знаете веќе првиот серијал, или ако не го знаете, тоа можете да го погледнете сега. Со Автошкола Мартин започувам обука за возење на мотор. Сега започнам вториот дел, каде што после теоретска настава сум на полигон. Прво сега се запознавам со моторот, а подоцна да почнам и да возам, да ги учам сите тие вежби кои што треба да ги знам за понатака, да можам да се префрлам кон градска воžња. Така да ајде сега да се видиме со Стефан, кој што ќе ме обучува, да видиме што тука ќе следи и да ми објасни околу мотора. Сега сме тука заедно со Стефан. Стефан, прво објасни ми што ќе возам, што е ова? Вака, ова е Kawasaki Z650. Со ова ќе бидеме почеток до крај. Моторов е за категорија. Има доста ниско седење, така да мислам дека лесно ќе се снајдеш со него. Ќе почнеме вака на почеток од, ајде да кажем, за мене најбитни работи кочењето, значи не е гасто туку кочењето. Кочницата горе не е тргањето, тоа што ќе ми гаси 100 пати? Не е најбитно. Добро. Кочењето е мислам многу побитно. Горе ти е предната кочница, додека пак доле ти е задната. Со кочењето првин кочиме секогаш предна задна кочница, па последна предна. Од безбедносни причини многу по окей така да се кочи. Гаста, значи фактички гаста и кочењето ни се на десна страна. Добро. Додека пат кумплугот и мењачот ни се од лева страна. Добро. Жмигавците се исто на лева страна, свирката и 4 жмигавци, додека пат на десна страна се пали моторот. Тоа секаде? Да. У 90 Тоа некој стандард. Да. Добро. 90% од моторите има некој, нели, американски стил што се на десна страна жмигавецот, на лева е левиот жмигавец, на десна е десниот, али у 90% од случаевите е вака стандард како на сите мотори. Што правиме денес сега тука? Колку часа имам јас на полигон, односно јас, сите ние така, што започнуваме со обука и што правиме вака? Да, значи имаме 2 дена на полигон. Првиот ден е запознавање со моторот, укажување на основни работи за моторот, што како функционира, вежбање, поиди, застани, кочење, застанување, тргање без газ, тргање со газ, нели, оседна кумплук, зашто во моторов едно, како кажам, победните работи што ти треба и лева рака, десна рака, лева нога, десна нога. Ти треба сите 4, значи со функција сите 4 со двете раце, со двете нозе, да. Практично. Така да тука е поголем проблем што нели мора да си константно со рацете на волан, нозете да не можеш да као скутер да јадеш, да пиеш, така да мора си константно тука со двете раце, со двете нозе. Тоа е денеска ни тоа задача. Поиди застани, нежно застанување, нежно тргање, како што реков, со газ, без газ. Што правиме после? На другиот час, Другиот час има 2 полигонски вежби што се. Значи идеме по линија напред-назад, имаме технички слалом. Ќе имаме и 2-3 вежби што се тие бонус од мене, што е чисто за тебе, ќе бидат форсирано кочење, застанување на узгорница, во кружен тек, нели, лаци, лефи, десен фаќање, некои такви основни работи. Вежби ги нема за полагање, се овие 2 вежби сега што се овие 2 вежби, да. Чуњевите и линијава што е тука десно позади мене. Добро. А тие други вежби се чисто од тебе за мене, да, за утре ден, за безбедност, за утре ден во секојдневие возење, градски услови, автопат. Ќе ти кажам кој е, што е, како е, за зошто е. Добро, ајде да почнеме тоа. Да. Најбитна работа е, значи, кочењето. Предната кочница е горе, доле е десната. Мој совет да се кочи прво со задната кочница, па после со предната. На десна страна ни е, значи, како што реков, гаста и кочниците, на лева страна ни се кумплугот и мењачот. Палењето е на десна страна, на лева страна се жмигавците, свирката 4 жмигавци. Кумплугот секогаш, нели, го сискаме до крај. Мењачот ни е доле, фактички доле ќе менуваме брзини на ногата. Значи, како што реков, на лева страна ни се кумплугот и мењачот, на десна страна ни е гаста и кочницата, така се некако распределени на сите мотори, ова е универзално. Така да ќе видиме сега што како понатаму. Пред да почнеме со секој возење, првен ставаме кацига, нели? Кацигата ја отвараме. Седунањето на мотора секојаш од лева страна. Првен што даваме контакт, нели? Го собираме штендерот. Пред да запалиме секојаш ќе гледаме моторот да биде во неутрал. Кил свичот секојаш да е надоле, зашто кога е нагоре, кога е изгасен, фактички моторот нема струја.
значи моторот секогаш треба да е надоле, да не е во неутрал, зашто кога не е во брзина, моторот не пали, така да секогаш треба да не е во неутрал ставено. Држиме кумплук, го палиме моторот. Тргањето, значи секогаш прво стискаме кумплук во крај, првата брзина надоле, ставаме прва брзина. Совет за почеток за сите почетници кога тргаат да не тргаат со газ, да не биде агресивно, да не биде вака нешто, да не е многу нагло. Туку мој совет да биде само со кумплук. Додека не разбиеме 5 или 6, нозете биат доле, ако треба малци да се завлечкаме. Сега ќе направиме демонстрација да видите чисто тоа како изгледа. Ставаме нели во прва брзина, отпуштаме нежно кумплук без газ, со нозете ако треба дури помалци се буткаме додека не развиеме 5-6. Кога сме више 5-6 ги качуваме нозете и нежно можеме да се движиме. Застанувањето е, нели, стискаме кумплука далеку, почиме, застануваме на лева нога, со десната нога докачуваме до крај. Избацуваме во неутрал и ова се повторува се едно по едно, дори не биде се како што треба. Чекацига имам. Сега те си седнам. Седнуваш на мотор, собираш Што е лесен човеч. Да, мислам дека нема да имаш мака. Да, добро. Даваме контакт исто како на кола. Не знам контакт да дадам. Нека на десната, исто како кола. Аха, добро. Гледаме секојаш да не е во неутрал. Добро. Чи не е во неутрал, кил свичот спушти го надоле да има струја моторот. Океј. Држиме на копчето доле, го запалиме моторот. Одлично. Стај се у прва брзина, чисто да осетиш како работи менјачот. Првата брзина надоле. Прва брзина надоле, добро? Да. Ќе ставиш надоле. Ај се избаци во лев, чисто да видиш како кај се наоѓа леве. Аха, добро. Избаци си во лев се. Са нагоре. Да. Не, тоа нагоре пак стави брзина. Пробај го овој процес 3-4 пати, чисто да осетиш како фаќа менјачот и кај фаќа кумплугот. Аха. За пред да почне да се движи. Одлично. Кога ставаш во прва брзина, осеќаш минимално сецкање на моторот, така да тоа знаеш дека ти е спремен тогаш дека ти е прва брзина. И да не пишува, зашто некои мотори не пишува во која брзина си, со само да ставање прва брзина има Сет. да, има сет, така да знаеш дека си као грам време за движење. Пред да почне мичена работа, го започнеш 2-3 пати на празно, чисто да осетиш кај ти е задната кошница. Одлично. Добро. Да не случајно помешаш со шипкава тука што. Добро. Одлично, тоа е тоа. Кај се чисто и газ, празно чисто да осетиш кај фаќа гаста и колку фаќа гаста, така. Тоа ти е многу газ, малце по малце ќе даваш газ. Добро. Да. Тоа значи вак, први. Да, ова што го дадов тој пат беше окей. Добро. Пази, да, доста сензитивно, 650 кубика е, така да со нежно газ. На почеток мој совет дори само на кумплук. Значи првите неколку станувања, јас сум као бебе кој почна да иде. Добро. Застани, појди, застани. Че направи го со неколку овој круг што го правиме големиот, направи го со 10-15 станувања, чисто да осетиш кај ти фаќа кумплугот, кај фаќаат пршниците, ти е најосновни работи како. Јас сум до тебе тука, така да што и да треба, тука сум од тебе, стај со брзина. Држиме кога татко ми кога учев точак. Да, позади, да. Спусти двете нозе доле на почеток. Аха, и само без газ, кога развиш 5-6 више може да ги качуваш много. Не гледам. Чекай. Ај. Добро. Слободно лете го малку пуше на 5-6 да чека чување. Добро. Тоа, пушта више кумплук, тоа е тоа. Ајде, ти застани. Опа. Не успеав да избацам од брзина. Не избацувај кога застанеш. Прво да застанам? Застани, да, застани. Добро. Потоа ќе ставиш во лев или зависи од која брзина се, или прво застани, па после ќе избациме во, ако си втора ќе избациме во лев, или ако си прво застани. Добро, добро. Тоа ми беше Да. за тај Ова што го маца. направи, прави го итот уште 15 на пат. Уф. Ако ти изгаси, ништо Добро. точно, избацуваш во лев, палиш, тоа е тоа. Добро. Не си Ајде. души, ако не ти изгаси 10-15 пати, знаеш дека не си моторче. Така да, тоа изна се секираш. Све обратно правам. Наместо со лева нога се спуштам јас со десна.
многу послаба. Сега ти си многу спорт во тоа. Добро. Што знаеш, многу спорт ти треба двете нозе. Добро. Малце поише, Појш. да слободно лете го малце поише и задната, значи со однос на почиње. Добро. Таа почи 30 спорт, оваа почи 17 спорт, зборам јачин. Добро. Така да ова е многу послаба, треба да седнеш малце појако за да Јасно. закочи моторот. Така да слободно се снија малце појако, ама нели левата спушти ја, со десната да докочиш до. Добро, значи обрат. И да направиш обрат, ничто страшно, ти да сум јак, ти мелов, и да кажам може 50 пати, така да иш да се седеш. Океј. Океј, ова беше добра се проба. Ете, прво гасење. Ајде сега да видиме. Океј. Второ. Браво, Кирил. Значи моторџија сум, чим изгаси, 2 пати добро. Океј, добро е. Добро, со кочењево се снаоѓам. Колку гужва има човече. Океј, прво да пуштиме 5 до 6 километри. Добро, летаме малку. Кочница, кумплук, стој, супер. Вајда, те кажам Стефан. Ова беше почиње на задна све? Да. Добро, одлично, ми се свија. И втора бразина. А и прва беше? Да. Одлично, тоа е па. Втора, Првата 2 пати ми изгаси, значи на тој ќе бидам. Ничего страшно. Во тај опора, добро? Во покна легат или ти застана во втора влезе директива? Еднаш ќе влезе директива во втора, еднаш друга стајте трета, поврат втора. Тоа се два пати ќе битна. Да. Ако се прилично го нечем, отвора, може да отвори те. Тоа така да убаво го цикнал да лезе втора. Трукче 2-3, слободно пак и пак застани. И четно прокриве, тоа зели се дозвол сама, много да тоа е. И тоа пробај, док може да се замали на бланките, и во вие николи да знаеш, да знамат, врато ми там тоа е, тоа се тоа да. Кочењето прво може така само на задна на почеток, тоа да ги комбинира. Океј, сега ще ми е болесно да тоа што го кажа прво на лева страна. Да, секој тој на лево застани, тој моторот може да е во степени, наредно за лево, што не сме тоа од побави. Значи, гирате моторот минимално лево, шумели ако ти е прав, тоа што ти затреба десната нога. Ништо страшно. Ако ти затреба десната нога, док почуваш горе, ништо страшно. Добро. Али го извежбаците пробаме што некои пати тренување за станување, ми беше највише страв тоа. Тренувањето, ама во глобала сите нели вие возите пола, бензин пола да има други глобален за да води. Така да нели знаеш или да прета пиле, само треба нели солидно да најдеш компјутер пуштење давање газ да нема сецкање такви работи, али нормално тоа текна векање на возените тоа треба да се. Ајде, таа е брзина. Ако требаш тука ќе натече. Вака полигонот се состои од две вежби. Првата вежба е идење по линија, чисто да видиме дали можеме да одржиме баланс. Додека пак втората вежба е избегнување на чуњеви или избегнување на дупки, чисто да се осети со моторот дали може да се избегнат пречки некои на патот. Во линијата, значи се вози, во линијата се става втора брзина негде било каде и се враќаме со втора брзина назад.
стоп линијата, избацуваме во неутрал, го ставаме моторот на штендер, стануваме, го туркаме да искочи моторот од жолтата линија и идеме кон втора вежба. Втората вежба има 8 чуња, се почнува од лева страна и се води само со пада брзина. И се Стефан, како поминав, кажи ми, што е добро, што не е добро? Вака бе, токе беше, ќе ти кажам сега неколку забелешки што ги имав. Тренувањето ти беше супер. За назад, мој совет кочењето ќе гледаш да кочиш малку повеќе назадно, зашто кога кочиш напредна, цела предница ти иде напред. Уште две забелешки тука. Кога стануваш ќе спушиш тендер. Значи ти кога Да, го ти стана заборавам. без тендер, значи ќе ставиш тендер, па ќе станеш од моторот, исто кога го буташ, кога излегуваш од вежбата, нели, стануваш од моторот, кога го буташ не иди вака, туку ќе го избута цел мотор прав да искочи жолтата линија, па после фаќаме лак за втора вежба. Добро. Со втората вежба две забелешки. Положбата на нозете. Кога ги правеше чуњевите беше вака нешто. Со ногата? Да, ќе ги подсобареш нозете вака зашто со предниот дел патиката многу лесно знае да се бутаат чуњевите. Ти не ги бутна, али имаш простор за Направам грешка, белја, кажеме, да. Исто и со положбата кога ги правиш чуњевите си, имаше доста вртање со воланот, да, ќе имаш вртање со воланот, али пробај минимално да имаш Навалување. движење и со телото, да. Тоа Добро. глобално беше окей. Добро, ги кажи ми сега за полагање, каков е процесот технички, што правам јас? Овие две вежби ги правам во едно. Да, воедно се почнува од тука на првата вежба, се иде по линијата, се става втора брзина, се враќаме полукруг, све со втора брзина до назад, застануваме, ставаме во неутрална брзина, ставаме штендер, станува моторот, со буткање го носиме до втората вежба, пак ставаме И штендер, веднаш почнувам. да, се качуваме, почнуваме од лево кон десно, правиме слалом во еден правец. и Што толку ми е дозволено да сгрешам и колку пати? Од линијата излегување автоматски паѓање, смееш да ти изгаси еднаш моторот и смееш да бутнеш од 8-3 чуња смееш да бутнеш. Добро. Толку имаш простор за утка. Океј. Што немаш гале?